Задоволен од одговорот. Немам дополнително прашање на почеток. Во врска со тоа кој лаже и кој краде, докажавте вие, почитувана министерке, кога пред некое време тврдевте дека немате имот во Радишани, а после на телевизија кажавте дека се водите на адреса на една нива, односно на парцела. Меѓутоа, за тоа потоа, јас нема со вас да се занимавам. Мислам дека прашањето беше кратко и јасно поставено до премиерот. Цитирав извештај, значи извадоци од специјалист психијатар, кој што треба да го загрижи премиерот, какво лице седи во нашата влада. Како може премиерот да не го интересира што пишуваат специјалистите психијатри за неговите министри? Во нормална држава, кога на министер ќе му се тресат рацете, кога нема да може да ја задржи мислата, кога ќе има намалено внимание и концентрација, кога ќе има проблеми со мислењето, кога ќе има лице кое што е збунето и конфузно, тоа лице се разрешува. Зарем не му е важно на премиерот што почитуваната министерка со наведените манифестации на психичката состојба троши 4 милијарда евра народни пари? Зарем не му е важно што таа истата министерка подпишува решенија за избор на лица кои ги испраќаме во мисии надвор на мисии? Ве молам, не дофрлете од место. Зарем не ви е важно, почитувам премиера, што таа министерка не земала ниту еден ден боледување и секој ден одела на работа, иако била и се уште е под дејство на седативи? Може би и денеска беше. Како може, премиере, да сте равнодушен кон министер кој има намалена волја, непријатни мисли и мора да вложува дополнителни напори да ги извршува истите работи кои што претходно ги извршувала? Како може да поддржувате министер, цитирам, кој има чувство на немоќ? Ова го пишува специјалист психијатар. Имате документ од специјалист психијатар кој што го игнорирате, а се правите како истиот да не постои. Ја пуштивте министерката да ве правда вас, дезертирате како и секогаш. Тоа ви е карактерна особина. Наместо да ја помогнете и да ја дадете простор и време на министерката да се одмори од должноста, на некоја не толку значајна должност, каде би имала помалку стрес, и поради што може би нема да ги трпи овие последици, со вашето непостапување вие дополнително ризикувате симптомите да се влошат. Ова е нехумано однесување од страна на премиерот. Не сакам ниту да помислам, но должноста на министерот за одбрана е премногу сериозна за да и се приоѓа со ваква ноншалантност од страна на премиерот. Ако се знае дека поради претходно слабост, немоќ, несмасност и неискреност на министерот морала да биде и се уште да биде на седативи, не сакам ни да си замислам некоја посериозна состојба. Како тогаш би реагирала? Во услови кога на тлото на Европа имаме војна, Македонија ја води премиер кој што е дезертер и е трајно неспособен и